По 11-ти пат на 26 јули Издруженијето на љубители на олтајмери Автомото Класика од Прилеп ќе го одржи својот традиционален автослалом на автодромот во Кичево, лоциран во касарната Чеде Филиповски Јане. Ова здружение брои 25 членови, од каде истакнуваа дека овој спорт во последните години е во голем подем. Првиот настан е организиран 2023 година, 37 во населба Точила, на улицата Пере Тошев, со голема помош од општина Прилеп, од Министерство за внатрешни работи. Од тогаш наваму имаме организирано 10 настани, од кои повеќето во Прилеп, традиционално по повод 11 октомври и уште една трка правиме напролет во мај-јуни месец. До сега, како што кажавте, се организирани 10 настани во подеме. На првиот настан имавме 18 учесници, додека со последниве настани имаме 40 и преку 40 учесници. Здруженијето е формирано во 2022, а досега има организирано 10 вакви надпревари, од кои повеќето во Прилеп, на кои што учествуваат учесници од повеќе вакви здруженија од цела Македонија. Треба да се помини патеката, која е со препреки, со чунови, со капи, дали ќе ода во осумки или ќе оди скршнување лево и десно, во зависност како ќе биде од нас, од наша страна конструирана патеката. Патеката треба да биде минимум долга околу 1 километар, значи не сме да биде испод километар за нормално, значи по некои стандарди таму што се и критериуми. Зато кај нас автослаломо се вика уште TSD, Time Distance Speed, значи тоа е за одредено време да ја поминиш патеката со одредена брзина. Значи има поставено некое време што ние претходно према капите што се и према што се вози стазата, имаме измерено колку време треба да помини, со одредена брзина треба да ја помини таа стаза. Тој што ќе биде најдобар има тој. Има 6 категории, од кои 6 категории 3 се во стандардни цивилни возила, што се улични, да речеме на улица што се вози секој ден, немодификувани, и 3 се во модификувани, значи нешто како ова, спортски и тркачки. Категориите се до 1200 кубици, до 1600 и преку 1600 кубици моторни возила, дали ќе биде во градски возила или ќе биде во спортски модификувани тркачки возила. Автослалом не е класична трка, туку еден начин на прецизно возење, каде за одредено време треба да се помине патеката, која што е со разни препреки и која според прописите не треба да биде помала од 1 километар. Што са стандардните возила, односно градските возила, треба да бидат фабрички возила. Не треба да бидат модификувани. Значи не треба да биде моторопојачуван. Треба да биде стандардна шасија, стандардни амортизери, стандардни кочници, стандардно управување. А додека кај тркачките возила или спортски возила, значи дозволено е измена на кочници, на волан, на амортизери, спортска суспензија. Мотором можете да модификувате колку што сакате. Овие здруженија кои што организираат вакви надпревари на ниво на држава се здружени во Национална федерација на историски возила. Незини основачи се 5 вакви клубови. Да најавам, значи во наредниот период ќе се одржи трка во Штип, во Скопје и по повод 11 октомври во Прилеп. И во најава е уште една трка во Битола, значи периодот треба да го утврдиме, во кој период ќе биде. Значи национално првенство на во TSD слалом на автослалом за олтајмери возила, значи постари од 20 возила, од 20 години треба да бидат возилата. Значи сите возила кои што учествуваат се постари од 20 години. Да, постари од 20 години се. Тоа е основен услов за учество во ова надпреварување. Еве најчесто кои возила учествуваат, од каков тип, каква марка? Па има Fiat Cinquecento, Југовчина, Застава 128, така, постари возила. Да, има и Golf, Citroen Saxo, AX, Пежовчина има, Opel Astra имаме, Opel Kadett имаме од нашиот член што е од Кичево, Кристијан Бојовски. Значи, и тој доста нима помогнато општина Прилеп, општина Кичево, касарната Кичево, противпожарна станица Кичево, здравствен дом болница,
јавно претпријатие за просторни урбанистички планови Прилеп, каде што ги изработува проектите за овие настани и други општествено одговорни компании од областа на возилата. Од Сдруженијето на љубители на олтајмери Автомото Класика од Прилеп, сите заинтересирани влюбеници во автомобилите наредниот викенд на 26-ти ги повикуваат да бидат во Кичево, во касарната, каде што ќе се случува вистински спектакл, кој што ретко се гледа на овие простори.